Републиканците во представничкиот дом започнаа истрага за договорот за признавање вина на Оделот за правда со Хантер Бајден, кој не беше прифатен во суд. Договорот бараше синот на председателот да се изјасни за виновен за неплаќање даноци. Во замена, обвинителите би отфрлиле друго обвинение за незаконско поседување пиштол, ако Бајден не ја прекрши неговата 2-годишна условна казна за даночно обвинение. На крајот треба да откриеме дали правосудниот систем е праведен кон сите американци, а не еден систем за бизнисот на семејството Бајден, а друг за Америка. Спикерот на представничкиот дом Кевин Мекарти се обиде да ги изедначи легалните проблеми на Хантер Бајден со оние на поранишниот председател Доналд Трамп, кој беше изведен пред суд оти наводно заговарал да ја поништи неговата изборна загуба во 2020 година. Во објава на социјалните мрежи Мекарти рече дека обвинението на Трамп има за цел да го одвлече вниманието од случајот на Хантер Бајден и да го нападне фаворитот за републиканска председателска номинација во 2024 година. Навистина не е споредба да се мешаат обвиненијата на Хантер Бајден, кои се прилично на ниско ниво, со обвиненија што не сме виделе во САД, за обид за соборување на изборите. Но повторно, ако го гледате преку политички објектив, ќе го видите сосема поинаку од тоа како е законски. Републиканските законодавци се заканија со истрага за импичмент поради недокажани наводи дека председателот бил вмешан во странските деловни сделки на неговиот син. Бајден се пошегува за тоа неодамна, додека зборуваше за намалената инфлација. Може би тие ќе одлучат да ме отповикаат затоа што се намалува. Не знам, ми се допаѓа тоа. Поранишниот деловен партнер на Хантер Бајден пред Конгресот кажа дека Хантер се обидел да направи илузија дека неговиот татко зборувал со неговите странски деловни партнери во неколку наврати во текот на една деценија, но рече дека Бајден никогаш не бил член на ниту една од деловните сделки на неговиот син.